Добра вечер. Добре дојдовте во мојот дата дом. Како што знаете, сонот на многу генерации е оставен. Македонија е конечно влезена во Европското првенство. Почнува на 11 јуни и сите сме мотивирани околу оваа работа и затоа токму денеска во дата Муавет решивме ова најважна споредна работа на сето според многу луѓе да ја земеме како тема. Темата денес ќе биде Data Driven Football. Имаме чест да имаме гости од светот, па и пошироко. Денеска со нас. Денеска ќе се фокусираме како е да се примени дата сајенсот во креирање на фудбалски стратегии, фудбалски трансфери, статистики и како македонската репрезентација да стигне до некој позначен успех. Јас се уште мислам дека тоа што се случи беше голема среќа за нас, а не среќа за тие против. И се уште мислам дека ќе го доживееме еден од најголемиот порази во историјата на Македонија, но некој ќе рече дека сум хейтер и дека е фотошоп, но јас имам за жал некој такво мислење. Денеска заедно со нас ги имаме Илија Филиповски, во мојата лева страна, кој што е data scientist, и Кирил Зарински, од мојата лева страна, домаќин на фудбалскиот подкаст Скратен корнер. Имаме доста прашања за нив. Ќе разговараме како да се создадат фудбалски тактики за реализирање на трансфери на играчи, историски гледано кај сме биле, кај сме стигнале, кај сме оделе, каде да се гледаме. И на крајот на денот најбитната работа, затоа ја викнавме тука, тоа е дали може да се види исходот на утакмиците, односно каде да се фрли пеевче. За почетокот би му дал збор на Кирил, дали се представи. Кирил Зарински, закоравен фудбалски романтичар. Баш така. Закоравен фудбалски романтичар, влюбеник во убавата игра и домаќин на фудбалскиот подкаст Скратен корнер. Кажи ми, пред колку време ја почнавте првата епизода на подкастот? Пред малку повеќе од половина година, некаде при крај на минатата 2020 почнавме да го емитуваме, уште редовно оди. Оди на YouTube? Оди на YouTube, оди на Facebook. Со каква фреквенција? Генерално 2 епизоди во текот на месецот, со тоа што некој пат знаеме да појачаме ако има поинтересни теми. Имате фиксна дата и термин кога водат епизодите? Не. Сакаме темите да не водат. Сакаме... Тоа значи дека губите гледачи така. Како? Дека губите гледачи и публика така. Да, свесни сме, ама остануваат само оние искрените. Тоа е тоа размислување кое што никогаш нема да направи многу публика. Го знам ово од лично искуство и ние се водиме според чувствата, а не според практиката. Така. Илија, како си? Како се осеќаш вака далеку од твојата работна околина, повеќе од 7 метри? Канцеларијата ми од Карши далеко е некако, не сум изгледал подалеку од канцеларијата во овој период. Кажи ми нешто повеќе за тебе. Како што кажа, Илија Филиповски, data scientist во Data Masters, работам веќе 2,5 години тука. Исто како и Кирил, голем љубител на фудбал, најавам за Ливерпул, најавам за Македонија. Никогаш не заиграв фудбал заради тоа што не знаев да жонглирам и некако се демотивирав. Јас сум со тебе, освен тие деловите што ги знаеш за фудбал, другото исто тоа дека не знам да жонглирам и дека не знам. Ние трениравме фудбал за еден филм 9 месеци. Сега доколку видам топка може да се повредам само гледајќи, а камо ли да земам да шутнам нешто. Ја пробав. Животиште. Ме интересира ако Македонија на европско. Емотивен момент, сон на сите генерации. Како вие гледате на овој успех, кој што ќе инспирира очигледно многу деца да се посветат на фудбалот? Да, дефинитивно голем успех на нашата репрезентација. Меѓутоа она што најмногу значи за фановите и за нас како нација дека конечно на големо европско првенство ќе си ги видиме знамето. Така. Ќе си ја слушнеме химната, ќе ги видиме нашите играчи
македонски играчи како се надпреваруваат на големо фудбалско надпреварување. Дополнително, конечно некој од нашата држава да може да биде херој на малите деца кои сакаат да бидат фудбалери, а тоа да не се Кристијано, Меси и така натаму. Кирил, кажи ми, дали таа моја теза дека беше ова една среќна среќа да стигнеме до тука е точна, или мислиш дека е сепак репрезентацијата и селекторот и тренерот и се тоа заедно спремни и сериозно го добија овој пласман? Како и за секој спорт, среќа е потребна, меѓутоа среќата може да се контролира до некоја дадена мера со тоа што се подготвуваш за оно што следува, за предизвиците кои следуваат. Дали имавме среќа? Имавме среќа, дефинитивно. Дали беше среќен нашиот пласман? Сигурно не. Ова е честно одработена, заслужена позиција на Европско правенство, во која што репрезентативците влегоа со план уште пред квалификациите во Лига на нации, односно пред оној циклус во Лига на нации, влегоа со план дека преку Лигата на нации ќе остварат учество и на крајот тоа и го реализира. Ова беше планиран успех Нели едното од головите беше с автогол? Како? Нели едното од головите беше автогол? Да, И тоа е дел од играта. И тоа е дел од играта. Значи сепак го приморавме противникот да си даде гол бидејќи свати дека сме доволно силни и ние да му дадеме. Ести. Затоа го надополнивме со уште еден, го За истиот. статистиката ќе пише автогол. Да. Илија, кажи ми статистички, како изгледа патот на Европа, на Македонија во пласманот на Европско? Што дават бројките до сега и што може да се заклучи од нив? Иако, како што кажа Кирил, се пласиравме преку Лигата на нации, што е ново надпреварување на УЕФА, и иако игравме како нација која има послаб ранг на ФИФА и УЕФА листите, во најслабата лига од таа Лига на нации, сепак изгледа доминантно. На 6 утакмици во групата во која што бевме, имаме остварено 5 победи, што е преку 80% на победи, и имаме на 6 утакмици дадено 14 гола, а примено само 5 гола. Тоа значи дека сме давале по повеќе од 2 гола по надпревар, а сме примале по помалце од еден. Потоа следуваат така да речеме бараш, односно плейоф, каде што со победа против Косово влегуваме во финалето со историскиот гол на кој друг, ако не на заслужуваше да биде Пандев, влегуваме на Европско правенство. Со најслабата, значи, група се. Бевме, сега сме од 4 групи, сега сме у третата. Значи, тоа е како јас кога ќе се логирам на акаунтот на Fortnite на син ми кој што е втор левел и ги малтретирам децата. Таму им земам од 6-5. Пример. Знаев дека има нешто што не ми штима. Знаев. Веројатно голем дел од публиката го има гледано филмот Moneyball, претпоставам дека правилно. Може да се каже дека истиот помогна да се прикаже бенефитот и да се популаризира примената на Data Science во спорт. Да, дефинитивно. Накратко за Moneyball, представува прикажна за филмот Moneyball и книга има исто така. Moneyball е правена по вистинска приказна. Е приказна за поранешниот бейсбол играч Били Бин, кој што ја зима позицијата на генерален менаџер во Oakland A's, така? И каде што со помош на статистички методи, уствари успева да ги доведе до врвот на бейсболот. Многу битно е дека Oakland A's во таа лига се мал тим, со мали финанси и така натаму, тоа што го прави уствари со многу малце пари успева да се такмичи со оние кои што се на врвот во таа лига, применувајќи статистички методи, што подразбира наоѓање на така наречени undervalued assets. Ке ме замолам режијата да ми даде едно пенкало. Ми треба за маркирање. Има таму на пултот, ке могам да најдете слободно. Кире, кажи ми што е тоа што оваа генерација под раководство на селекторот Ангеловски го поседува и го направи? Може би поинаку од тие претходните. Што е клучно што оваа генерација го реализираше во играта на теренот и направи разлика за да стигнеме таму кај што стигнеме? Најголемата разлика од претходните генерации е во
ајде да кажем, начинот на кој што се користат фудбалерите, начинот на кој што се менаџира со нив и планот на игра кој што го имаме. Можеби формацијски нема многу разлика од не знам кога репрезентацијата ја водеше Среќко Катанец или што знам Илчо или кој да беше. Сега можеби ја играме слична формација, меѓутоа начинот на кој што селекторот Ангеловски користи играчите е различен. Сега Пандев, нели, поради тоа што е веќе во залез на кариерата, во репрезентацијата има задача да трча помалку, меѓутоа да прави повеќе. Никогаш не правил повеќе, ниту за клуб, ниту за репрезентација. Статистиките му се врни во последниве 3-4 години за кога игра за репрезентација. Меѓутоа трча многу помалку, се замара многу помалку. Другите играчи го користат како, кажи го, како метроном, за да го диктира темпото на игра. Топката доаѓа кај него со секој трети, четврти допир, тој го прави правилниот потек, а правилниот потек е најважната работа во фудбалот, па и во секој спорт. Така што начинот на кој што се користат играчите. Исто така, селекторот Ангеловски одбира да зима играчи кои што се комплементарни еден со друг, за да се надополнуваат квалитетите на целата репрезентација во целост, наместо како претходно да ги зема играчите кои што им поседуваат само индивидуално најдобри вештини. Во оваа репрезентација, ако не си дел од колективот, не си дел од репрезентацијата и тоа е тоа. Тоа што репрезентација имаше шанси 2-3 години да игра заедно е нивниот најголем адут во пресрет на првенството. Па да, Ангеловски го склопува тимот од 2015, ако не се лажам. Откако е дојден, да, е истиот план на промовирање нови играчи, иако јадрото се знае, играчите кои што доаѓаат околу нив се некои кои што се комплементарни на квалитетите на јадрото. Не знам, не ми се допаѓа тој непотизам што владе и што намерно ги шуткаат Панчев, Шакири и тие легенди кои што сепак направиле нешто, треба да направат. А не ли мислиш дека се стари? Срам да ти. Срам да ви. Нема. Не може стари. Во старите има карактер, има стратегија, има стручност. Знаеш колку муабет имаат они на терен да направат? Дали имам изведувач на корнери како Шакири, не знам оваа репрезентација дали имам. И ја не знам. Има. Што може да е гол? Панчев. Енис Барди. Енис? Енис Барди, да. Ме интересира Иле, има ли познаши други фудбалски клубови чија стратегија и успех се базира строго на data science? Да. Голем дел од Смееме да ги кажеме или? Да, дефинитивно. Речи си сите клубови од топ 5 лигите користат data science и статистички методи. Како лидери мислам дека може да ги кажеме клубот за кој што навивам Ливерпул, Манчестер Сити, кој што е еден од најголемите ривали, и Барселона, кој што голем дел од она што го прават на терен и надвор од терен го базираат на статистика. Има дури клубови од пониските лиги од овие топ 5 нации, каде што пак работат со статистички методи, со data science. Конкретно гледав приказна за клубот четврта англиска лига, кој што користи data science за подобрување на играта. Како најинтересен пример може да ги издвоиме Лестер Сити, кој што со паметно искористување на податоци, паметна трансфер политика, од нигде никаде и со коефициенти надвор од универзумот успева да ја освои англиската лига, што може да се каже дека е најдобрата лига. И Брентфорд, да, би ги надополнил Брентфорд и Митиланд, кои што се на истиот собственик, Метју Бенам, голем застапник на школата на Били Бин. Брентфорд сезонава го направи најголемиот успех во историјата на клубот, се пласираше во Премиер лигата, додека Митиланд минатата сезона ја прекина доминацијата од некои 10-11 години на Копенхаген во Данската лига и ја зема титулата, се пласираше во Лигата на шампионите, користејќи data science како основа на што го прават. Тоа што го прават кажуваат не можеме да се надпреваруваме со големите екипи користејќи ги нивните методи. Ако ја играме играта на пари со големите екипи, сигурно ќе изгубиме. Затоа бараат по Moneyball стратегијата, бараат undervalued assets, кои што не вредат многу, не зимаат големи плати, меѓутоа статистички се многу јаки. Предонесуваат за екипата. Тоа е приказната на Македонија со години. Како со ништо да направиме малку и така после некој време да ни го снеме и тоа.
Кирил, кажи ми кои играчи од европско, значи зборам гледан имаат најдобри статистики? Еден доаѓа Што пред се на папир. Да. Еден доаѓа пред сите останати, Кристијано Роналдо. Види, знам дека е досаден одговор, исто така е точниот одговор. 174 надпревари за репрезентацијата, 103, 105 или 103 гола. Значи не се расправите 104, нека биде измеѓу. Измеѓу, да. Може би не е Проста точно, статистика мислам, на кол. да, така си. Она што е импресивно, Да се 104. она што е импресивно дополнително со Кристијано Роналдо е тоа што и во поодминати фудбалски години успева да забележи многу високи бројки во однос на шутеви по надпревар, за кое што знаеме дека треба многу кондиција, за еден шут во професионален фудбалски меч треба многу кондиција, а не за 5,5 и одозгоре, колку што зема тој во тек на еден надпревар. И конкретно за европско првенство, примерно варираат статистиките клубски во однос на оние кои што се за репрезентација, кои што ги постигнува во репрезентацијата. Интересен податок би рекол дека е тоа што во клубските надпревари за Јувентус освојува по 0,7 воздушни дуели по надпревар, додека во репрезентацијата таа бројка оди до над 1,5, па некогаш и до 2, зависи која сезона е. Тоа значи дека во репрезентацијата има многу повеќе дуели, дека учествува многу повеќе во играта на самата репрезентација и дека на различен начин се користи. Покрај Роналдо, за да не здосадам со него, секако тука е Роберт Левандовски. Дефинитивно. 29 надпревари во лигата оваа сезона, 41 гол, го сруши колку 60 години стариот рекорд на Герт Милер. Исто така, многу како да кажам, ефикасен напаѓач, поради тоа што зима значително помал број на шутеви во однос на Роналдо, а последниве 3 сезони има повеќе голови од него. Многу ефикасен, особено со некоја реализација од го поголува шутот со 70 и нешто проценти кога е во 16-етникот. Импресивно. Се на папир има јаки репрезентации и јаки индивидуи на Ова се го знаете од FIFA. 20. Фудбал менаџер. Ја од менаџериста, да. Од менаџериста. Неверојатно. А што се случува со нашите статистики за кај нас? Кој е кај нас Пандев. најлош? Не. Не одиме со Имаме најлош. статистики за тоа. Сегаш. Најлошите не ни играат, така што Да, нема да. како да имаат статистики. Најдобрите би рекол ќе го издвојам, ајде, за да не бидеме досадни со Пандев, ќе го издвојам Стефан Ристовски. Стефан Ристовски во текот на оваа сезона, што му беше многу успешна во Динамо Загреб, освојува нешто повеќе од 2,5 дуели односно 2,5 топки по надпревар, успеа да ги пресече. Исто така има расчистени топки околу 3 по надпревар, што е За за дефанзивец е феноменални бројки, Точно така. што исто така ни покажува дека тој е играч кој што многу често стигнува на местото каде што треба да биде пред противничкиот играч. Затоа што има еден земјен дуел по надпревар, што значи дека не се става премногу во дуели, меѓутоа е многу ефикасен во дефанзивниот дел од играта. И мора да го споменам она што мислам дека ќе биде клучната точка во репрезентацијата, Енис Барди со неговите клучни додавања. Клучно додавање е она додавање кое што завршува со шут на Шанса играчот. за гол. Така. Креирана шанса, би значило. Тој орбитира тука некој околу 2 во текот на целата кариера, што е одлична бројка. 1,7, 1,8 во најдобрата сезона во Леванте имаше 2,1 клучни додавања по надпревар и најклучниот дел од неговата игра 3,3 долги топки по надпревар успешни. Тоа значи дека одлично ги гаѓа нашите десен и лев бек, бидејќи организира играта од Три топки што цело надпревар. Не се само тие, не. Подава и Добро, 3,3. Значи 3 шута и 3 онака. подол малце така Онака. подол топката. случајно. А историски ако гледаме од сите можни играчи кои што играле за македонски тимови и репрезентации, кој статистички е на врвот? И кој најлош? Па пак ќе мора да издвоиме
двајца офанзивци, јас би рекол. Да. Дарко Панчев како прв, Знаев. играч кој што има освоено, требаше да го земат и за првенство, ама добро. Ето година. Играч кој што има освоено За светско до годината, но. Може и за Олимпијада да го земат. Па, чекај сега за светско да влеземе Во мал сега гол. да освоиме и приоритети имаме. Има освоено Дарко Панчев? Има освоена златна копачка на Европа со неговите, ако добро памтам, 34 гола во 32 надпревари за Црвена звезда, кога Црвена звезда е освоила и титулата во Лигата на шампионите. Исто така е и најдобар стрелец во Лигата на шампионите таа сезона со 7, мислам дека гола, како и да е. И втор би го издвоил Саша Чирич, два пати сребрена копачка на Европа, два пати за малку му промакнува таа награда. Копачката кај комшијата. Па да, еднаш кај французин, еднаш мислам дека отиде кај Џорџ Веа или нешто слично, така што Да. Се сеќавам јас кога не бев роден, кога играше Звезда во Грција и кога Панчев се пишал македонец и кога се направи голема фама и кога грците правеа многу големи проблеми за тоа, грчишчана и мрчеа дека Пандев ја погребал Грција и така Панчев излезе на теренот и све им врати. колку голем е. Два. Вратил Бога. Значи, два им кладе. За не ги мисли. Неверојатно. Среќа што не сум бил роден, инаку сигурно ќе сум бил фан на фудбалот тогаш. Иле, да се вратиме малку на делот за дата science во фудбалот. Што всушност може да се предвиди? Може да се колку е тешко да се предвиди исход, пример. Резултатот, головите, ливчет, како се каже? Наједноставниот одговор за тоа колку Не. тешко може да се предвиди е многу тешко. Крајниот исход е многу тешко да се предвиди поради тоа што не влијаат само историски податоци на исход на една игра. Влијаат на пример расположение на играчот на тој ден, расположение на фанови, како е атмосферата на стадионот и некојаш знае да влијае и судијата на пример. И уште многу други. Тие работи не може да се мерат и да се става до статистика. Пример, некој да се јави таму да рече фановите се многу весели с тај четврка. Може да се мерат, конкретно и клубовите користат дата science за нешто такво. Односно клубовите го користат дата science според мене у 2 или 3 дела. Првиот е за да му помогнат на самиот бизнис, односно на самиот клуб за да го издигнат финансиски, маркетиншки да го појачаат. Вториот дел е за да му помогнат на теренот да е подобар, на индивидуално и на заедничко ниво, на тимско ниво, и третиот дел е при трансфери што представува и некоја комбинација од двете. Зашто при трансфер не се гледа само перформансот на играчот во цената, мислам туку се гледа и колку тој играч ќе донесе бенефит, пример во продажба на дресови, маркетинг и така натаму и така натаму. Она што може да се направи, да речеме да се предвиди на еден начин е веројатноста одреден клуб да го добие надпреварот и баш клубовите користат дата science за да си ги зголемат шансите да ја победат утреничата. Што би се рекло, деца трчат и со топката, Ние ќе ви кажеме бубалиците од тука. ќе ви кажат што треба да Да. правите, ќе ве спасат. Секогаш така, ние бубалиците така е. Па да, Кажи ми- многу интересно ствари дека ги спомна бубалиците, клубовите работат толку не спортски особи, конкретно во тие. Повеќе бубалици него фудбалери. Па добро, не баш сега повеќе, ама в дата тимовите им работат доктори по физика, статистика и така натаму и така натаму. Доктори по коски знам дека има многу. Имаат они ако скршат нешто. Да. Која како. Кажи ми, кој ги сочинува и какви задачи извршуваат тимовите за аналитика во фудбалските тимови? Точно тоа го спомнав. Да, баш така. Има еден тим кој што ја работи баш чистата аналитика и тоа се луѓе кои што имаат, да речеме, завршена статистика, математика и така натаму и они го работат оној по програмерскиот дел, односно по статистичкиот дел во анализата. Анализираат од каде дошол секој шут, анализираат колку последна топка имал клубот и така натаму и така натаму. Сите тие информации потоа се пренесуваат до побитните луѓе во тимот, односно до оние што ја носат одлуката. А тоа се тренерот, игра. спортскиот, например, Џамбаз. пример, Ангел. Џамбазов, и он гледа фудбал, не? Да, многу ле.
Тоа се тренерот, спортскиот директор, помошниците тренери и така натаму и така натаму. За да може да ја постава тактиката, тренингот на самите играчи и слично. Така. Знаете некои други спортови кои што се користи data science за да се Да се победи. противникот, да. Скоро сите тимски спортови, за индивидуални не сум сигурен, меѓутоа во сите тимски спортови, најмногу во фудбал, кошарка, NFL, односно амерички фудбал и како што спомнав во бейсбол. Риболов? Во риболов не, затоа што не се натпреваруваат од тимови. Ама па рибите се тимови кои се движат така да може. Веројатно имаат риблја data science екипа која што прави статистички каде најмногу фрлаат јадицата, црвите и така работи. Може да се. Треба да се чекне тоа. Имаме рибари тука во фирма, ќе предложам да ми кажат. Да. Во група сме со Холандија, Украина, Австрија. Најмала анализа прво од Кирил за исходот, па после и од нашиот дежурен спортски бубалица. Така, ни се паднаа противници што доста добро ги знаеме Појме македонската нема. репрезентација. Си не ги Не е требам. баш така, ама добро. Имаме играно против сите три репрезентации, против Украина и Австрија доста скоро. Австрија влегува во ова првенство како, ајде да кажеме, најкомплетно од репрезентациите, не им фалат играчи, немаат повредени играчи, меѓутоа влегуваат со еден состав кој што не е баш тестиран на големата сцена. Прв пат играат заедно голем дел од играчите, особено на голманската позиција се уште немаат некој стандарден. Холандската репрезентација е во една смена на генерации каде што не оди гладко, не оди баш најгладко. Резултатите во последните 2 години би рекол не се задоволувачки, иако пак игра финале во Лигата на нации во сезоната кога ние освоивме нашата лига. Така што на хартија може би се фаворит. Имаат многу повредени. Имаат многу повредени, Главните да. играчи ми Ван повредени. Дајк и Ван де Бик се повредени. Пол Ван Дајк? Да. Што пушташе музика? Да, нема да пушта. Нема да пушта за репрезентација, да. Беше ми жал. Нема кој да ги кај. Баш ми е жал, баш ми е жал. Тоа е. И Украина влегува на првенството како еден тим кој што игра многу атрактивен, офанзивен фудбал, доста млади, доста брзи играчи, во склоп со некои сениори кои што доста време ги гледаме низ добрите европски клубови. Околу шансите во групава, да, според можеби според кладилниците и според оние букмејкери Сме аутсайдери. сме аутсайдери, дефинитивно како најниско рангираната репрезентација на првенството нормално е дека сме аутсайдери. Меѓутоа противниците не се некои кои што ни се толку многу вон дофат, така што нека не биде изненадувачки ако Значи повторно на македонското, да го истолчиме комшијата за ние да се издигнеме малце. Ми се допаѓа стратегијата. најубавото. Од хартија? Од хартија, да, хубаво кажа Кирил. Холандија се фаворити, затоа што да речеме имаат некој најискусен, горе-доле најискусен тим на големи натпреварувања барем. Играа против Португалија, така? Против Португалија во финале на Лига на нации, меѓутоа многу игра улога тоа што главните играчи кои што им ја појачуваат таа статистика не играат. Односно, конкретно не игра Ван Дајк. Сепак имаат други Пол. Имаат добри други играчи. Релативно интересна група имаме. Ја мислам дека имаме некоја шанса да направиме уште поголем историски успех и да поминеме и групи во За гледачите, да го имате некакви прашања, освен за на што да типувате, тоа ќе го поставам јас на крајот. Слободно пишувате ми во четот и ќе пробаме да одговорим. Дали тоа што мислам дека реално Македонија нема настапувано да се на големи утакмици историски натпревари е хендикеп што не можеме да извлечеме податоци дата од такви за да можеме сега да знаеме како да се поставиме. Не мора значи. Многу интересен факт за тоа што го прочитав пред многу брзо е дека нас уствари селекторот Ангеловски сам си води евиденција за многу од работите и врз база на таа евиденција донесува одредени. Сте го контактирале да го прашате дали сакате тоа да му го автоматизирате? Да го контактираме, ама сега кај европско е кај ќе го најдеш. Титнете му ќе ви се јави.
Ама не Уруамин, Уруамин ќе се- Уруамин кај ќе Кој облади. знае? Да, на Viber Ќе си. ми спушам, ќе му пишам на Viber. Нема Нема вез. Мисля дека не е тоа некој хендикеп. Не мора значи дека е хендикеп, имаме многу мотивиран состав и како што кажа Кирил, многу компактен состав. Секој со секој е другар во составот, е високо мотивиран и може да достигне. Затоа што во фудбалот изненадувања секогаш имало и ќе има. Ги спомнав Лестер како големо изненадување, а и во другите спортови не мора значи дека историјата секогаш игра улога. Ако се прават трансфери, како се користи Data Science? Едната стратегија е Moneyball, која што спомнавме. Се зема статистиката на играчот и се гледа кој статистички е најдобар. Bang Со for the одредени buck. статистички, да, со негови статистички методи. Нормално тука влегува во улога и мислењето на скаутите кои што се во дел на во комуникација со аналитичките тимови, врз база на тоа се носат одлуки. Дополнително и се гледа, многу е битно дека се гледа и од маркетинг аспект. Конкретен пример е примерот за Погба, кој што го потпишуваат за 100 милиони, кој покрај што е добар фудбалер и маркетиншки е многу јака фаца и маркетиншки ги издигнува Манчестер Юнайтед. Така. Кире, дали тоа што ги победивме, што ги утепавме, што ги срозавме, што ги искинавме германците, прави да наредниве противници ми е малце вуна, односно малце да им се смени перцепцијата према нас за малку повеќе да се подготуваат? Реално не. Па дури и Пол Ван Дајк да го земат. Не, нема да дојде, сигурно откажа. Не знам зашто си упорен, ама морам да те разочарам. Сипа да му и миксетата. Краковски да не остане да. Добро. Ама не. Одговорот е не од причина што сите репрезентации, сите селекции кои што патуваат на ова европско првенство се спремаат многу повеќе од колку што мисли обичниот фудбалски фан. Не има изненадување на ниту една од овие репрезентации, тоа што Македонија е на европското, уште помалку има изненадување што ја победија Германија, бидејќи во моментот пред да се одигра надпреварот со Германија, многумина и се сомнева дека Македонија може да извади резултат. Веќе 2 години игра македонската репрезентација на многу високо ниво. Без разлика со тоа со кој противник игра на многу високо ниво. Очекувам да продолжи истото и на европското и не очекувам да не потценат поради еден надпревар, поради тоа што пред тој еден надпревар изминатите 30 македонската репрезентација исто така беше доста солидна, доста добра. Играме добро. Факт е да. Сега, има и германците многу промашувања. Има, Наверно, лична карта му даеме. така е, ма пак ќе беше нерешено и пак ќе имавме резултатот, така што Германија дојде во многу лош момент да се надпреварува со Македонија, бидејќи ние бевме залетани, а тие беа во една криза и резултатска, па и организациона криза, кога се менуваше селектор и сето тоа, така што чекавме момент. Така е, среќа. Пред самиот крај, да кажеме ваше предвидување за случувањата од заутре. Сум го повторил ова на скратен корнер неколку пати и сега ќе го повторам. Не давам предвидувања, можам да дадам тоа што сакам да се случи како мислење, можам да го дадам тоа, меѓутоа не предвидувам. Не е било никогаш на запишување во кладилница, многу ретко фаќав липчиња и тоа се друг ми ги пишуваше. Така што ќе гледам само. Ама мислењето ми е дека постои некоја шанса Македонија да излезе како трета од групата, бидејќи двете најдобри третопласирани репрезентации исто така одат во нокаут фазата. Постои некоја шанса, мислам дека најголемата шанса треба да ја бараме во надпреварот со Украина на 17-ти. Мислам дека најдобро парираме во однос на квалитетите и тука очекувам бод, нема да ми изненадат и 3. Меѓутоа што и да се случи, не мислам дека ќе освоиме групата. Така да кажем. Ја од друга страна се бавам со предвидувања. Добро, како што се дополнува. Да. Ама, како што кажав претходно, тешко е да се направи некое предвидување, да се каже што дефинитивно ќе се случи. Најавам за Македонија со цело срце и сакам и да ја освои групата, што е многу оптимистички, нели? Така. Меѓутоа, мислам дека во оваа измешана и не толку
Како што кажа Киле, не толку стабилна група, беше има промена на генерации така, но имаме шанси да пројде. Што значи да е освои групата, да Да заврши како прв. и да поминеме? Да. А ако завршиме како втори? Исто така поминува. Само не сме А оставили. трети? Исто така имаме шанса Имаме да шанса. поминеме ако сме од една од двете најдобро А пласирани. четврти? Не. Ќе си одиме горди дома. Да, се биле на европско. Тоа е тоа. Значи, да ставам пеевче, не знаете како да го направам од 5000, така? Да не се трудам. Прашај Иле. Да, Јас секако нема да знам. Особено црно и црвено. Не, тоа не. Со тоа не иде, таму нема предвидување. Дечки, ви благодарам многу на денешниот муабет. Кого играме ние? Прва утакмица? Во 13. Во недела. Во недела. Така, баш ми е ти биде возбудило, мислам, ако се го случи. Да. Драги наши гледачи, тоа беа Илија Филиповски од Дата Мастерс, кој што е дата научник, и Кирил Зарински, кој што е домакин на фудбалскиот подкаст Скратен корнер, што туку ми сугерираат од режи дека може да има некое прашање. Дали имате сознание, интересно прашање, дали имате сознание, дали клубовите од домашното првенство користат статистички индикатори во контекст на спортски надпревари? Многу интересно прашање кое што не ми текна. Дали знаете дали некои од нашиве помали клубови се бават со Да, меѓутоа минимално. заплати се? Па, не, зборам користат нешто минимално колку да се каже дека ја почнува таа револуција во македонскиот фудбал, работнички, ајде ќе го ставиме како прв пример. Од тие од каде што и потекнува Игор Ангеловски едно 50% од репрезентацијата. За крајот, јас би сакал да завршам повторно со една изрека позната. Тоа е познатиот артички поет Чили Вили со преспанско потекло. Во еден момент рече: мали сме на карта, големи по душа, тапа нека бие, светот нека слуша. Кади да бидеш, верувај во себе и кога ти е тешко, ние сме со тебе. Па направил пауза една мала, па потоа рекол: сите да пееме. Сите. Па пак направил мала пауза и рекол: црвена, црвена, боја ми е најмила, со тебе секогаш, одиме на победа. Црвена, црвена, боја ми е најмила, за тебе пееме, напред Македонија. Ова црвена, црвена ме подсети малку на оние познати стихови од цртанот Були Були, но сличностите се тука. Ви благодарам многу и за ова издание на Дата Муавет. Останете на програмата на Дата Мастерс и се гледаме во следното издание. Довидување.